Почитувани мои, добро вечер. Еве повторно сме заедно, повторно во емисијата на Разговор со Џони. Продолжуваме со она што го започнавме од оваа година, со покана во нашето студио на спортските асови што дадоа еден посебен белег на спортско кочење. Денешен гостин во емисијата е мојот исто така голем пријател. Сите ги најавам како пријатели, бидејќи на вистина се чувствувам пријатно во нивното друштво. Тоа е Љупчо Серафимов, долгогодишен играч на Осогово или и на Рударок Пробиштип и долгогодишен тренер во повеќе екипи. Но јас кратко би го најавил само како бомбардерот од под Осоговските планини. Впрочем, зошто така, ќе се обидеме низ емисијата тоа да го разјасниме. Пред 10 години кога правев една репортажа за тебе токму, така те нареков и ми беше драго што беше прифатено тоа и од читателите на тогашниот Дневен вестник Скоп. Па добро вечери, сакам да се чувствуваш пријатно во нашето студио. Добро вечер на вас и на вашите гледачи. Се надевам дека ќе поминеме во овој моменти, ќе евоцираме некои спомени, некои наши сегашни видувања. И некои наши сегашни видувања. Мислам дека можеш да дадеш одговор на некои прашања. Љубе, јас и ти се знаеме, ајде да не кажам повеќе, али 40 години, добри 40 години се знаеме. Те паметам уште кога јас бев негден во до таму трето, четврто одделение, а ти веќе тренираш во подмладокот на Осогово. Што значи твојата кариера ја почнуваш во Осогово, меѓутоа одеднаш заигра за Пробиштип, отиде да учи во Пробиштип. Па повели твојот животен пат да го... Па видите, точно е, секој пат прво те почетоци ги правевме во малото. Тогаш Осогово исто живееше и функционираше како клуб, каде ние како деца одевме, ги пратевме нивните тренези, стоевме позади головите да ги даваме топките кои шутираа на гол. И беше чест. Чест ги гледавме на лице место тогашните фудбалери, како сега ветераните Драги Романов, Апостол Крчев, покојниот Киро Герасимов, зване Кика, Хаџи Василев. Па го гледавме стариот покојниот Тоде Чибуко како шутираше, Лазо Гросичо. Тоа беа едни впечатоци кои кај нас, како деца, оставија голем белег и го засакавме фудбалот. Во моје време тогаш уште ретко имаше телевизори. Ние првите топката игравме во малото, меѓу двете улици. Ти го добро познаваш нашето мало. Зев му тоа мало. Така. И имаше едно ривалство. Можам да кажем, у тоа време, скоро преку една куќа имаше фудбалер. И тоа добри фудбалери. Сега добри фудбалери говорам затоа што доколку продолжија да се надградат, ќе беа уште подобри. Уште подобри ќе беа. Така, меѓутоа школа наваму натаму занајати у тоа време, работа некои и така мораше да се збринеме во клубот. Отидовме во подмладокот на Осогово. Се сеќавам беме 7-8 одделение. Јас, покојниот Мантов, Ването Иванов, Стојановски Ацо. Конкуренцијата огромна, Славчо. Па по некои се префрлавме во индустријалец, беше целулозата ФЦХ, фабрика целулоза и хартија. И тие беа добра екипа, со тренери, со опреми. Така да не должам многу, првите мои корени се за подмладокот во фудбалскиот клуб Осогово. Таму поменав многу, доста тренери, Перето, се сеќавам покојниот, Иван Диневски. Славе ти беше. Славе не ми е бил на мене. Тој и у една прилика си имаме сретно да ми вика, штета што Славе имаше една пред мене генерација, слики имаа тие во Белград, јас бев дете. Фини Марковски живееше кај нас, у малото таму. У Малук што иде у Шведска, да? Да, не знам, се сеќавате така. Да. И тогаш Имам у мојата архива јас фотографија од надпреварот што го играше Малук од Шведска, што ги доведе тука да играат за Осогово, да. Така да и ние покрај фудбалерите го засакавме фудбалот. Телевизија, кој почна да се прикажуваат,
утакмици, ние одма одевме, ако научиме некоја финта на игралиштето да го демонстрираме тоа, да видиме. Пеле го гледавме, јас го гледав Еузеби у тоа време, Ди Стефано, сеќавам се. 66-та година светско првенство Англија. А не, тоа е покасно, 60. Да, 66-та година добро. светско Па може првенство да е Англија, тука Еузебио, Пеле. У старата фабрика имаше телевизор, таму беше комбинатор и одевме, гледавме утакмиците, таму ги гледав. И ти така се задржа до седмо, почна седмо оделение, осмо оделение и јас одеднаш разбрав тогаш, не се имавме долго време видено, разбрав дека веќе си отишол во Пробиштип и почна да играш за локалниот клуб Рудар, што исто така беше една изворедна екипа. Видите, таму како почнав таму. Прва година ја завршивме, меѓутоа уште тука на патронатите, ако се сеќаваш и ти, Да. имаше големо ривалство меѓу Раде Кратовчи и тогашното Моша Пијаден, сегашно Никола Карев. Во тоа време на тие патронати имаше доста посетеност, меѓу кои имало некој менаџер. И по некоја утакмица ме викна настрана, има луѓе што се сеќават на тоа, ми зеде име, презиме, години, татко, мајка, кој е, шо е, како е, и контакт немавме повеќе. По завршетокот на прва година во Пробиштип, јас добив писмо. И бев 68 година во Белград 3 месеци. Во Партизан. Во Партизан. Тај Партизан мојот најлут ривал. Да, најлут ривал. Меѓутоа, у тоа време Партизан, јас се сеќавам, вие како што спомнате, 66 година, играше у финалето со Реал Мадрид, Да. Купа на шампион, сегашен Лига на шампиони. Така да генерацијата и беше во канцеларијата позади. Од Шошкиш завршуваат со Пирмер. Да, добро се сеќавате. И по моето враќање од тамока, татко ми сакаше да продолжам со школото, тамо требаше да ме останеш професионалец. И така и почнав да играм, се вратив во Пробиштип, да го продолжам школувањето и заиграв за Рудар. Пред да се вратиме на Рудар, јас ќе се вратам на Белград. Во еден разговор со тебе, може би да има, ајде да не кажем и повеќе од 20 години, во еден разговор така неврзан разговарајќи, ми покажуваше една слика, што ти е многу драга фотографија, поклонена од Иван Чурковиќ, тогашниот голман на Партизан, на која што пишуваше од позади. Како што се сеќавам. Мом драгом пријателju Љупчи Серафимовском, едини играч кој ми е на тренинзима давал од 5 пенала 5 гола. Точно е тоа не сеќавам. Тука и Милич се сеќаваше до тоа, доаѓаше на гости кај Драголюб, кај Драголюб, не знам дали сеќавате. У една прилика се Дражо ми има викнато да се видиме. Таму контактирав со него. Тогашни студенти таму беа Благо Јанков, Благој Досев, у слободното време, Милчо, Поконио Мијалче, Форецо, така да со нив се гледав, они играа, одев во студентските клубови, играа билјард. Ги гледав како... Не кажувај ке речат дека не се учили, не мојки слушки, ќе гледате емисија. Во слободното време сакам да кажам. Студенти слободно време има. Студенти имаше, добро беа опремени со шаховски клубови, со билјард клуб. И ти не остана у Партизан. Покрива по вино на татко ти Ѓорги. Да. Сакаше да се школуваш и ти се запиша, продолжи во Пробиштип. И што се случи? Се створи оној тандем, оној голем тандем у Пробиштип. Блажи Игнатов, сегашниот твој кумашин. Кумашин, да. Играше број 10, мислам, а ти играше број 11. Да. И бевте лева страна убиствена. Видите, ја тогаш кога почнав таму, кога почнав со ветераните. Бев дури дете, 17 години. Ти како спортски работник сигурно ги знаеш таму, кога имаш, доваѓа и делегати, Бонче Ѓоргиев, они има изварена екипа, али до у регион. Никако да влезат во Републичка лига, иако има стварно квалитетни, а добри услови за работа. И пари има во тоа време. Со подмладување на екипата, јас заиграв релативно меѓу најмладите таму, дури и од градот немаше, мислам, имаше, али постара генерации. И дојде една смена на генерација, каде Симеон Ѓоргиев беше тренер на нас по-младите учениците, да кажам, ние одевме од
Од Сабајле попладне на настава, а од Сабајле одавме на тренинг. На министерот бивш Гале Галев, Да. братанец, комашинот Тинтито, Сандре имаше деца, имаше млади Сандре Маневски. Маневски, да, тие се помлади и од мене. Направи, мислам, најдобра кариера, Да, најголема кариера. од таму кај најдобра кариера. Види, Рудар беше како расадник едно време. Да. Борче Ѓурев, Лјупчо Наумовски. Дали успеавте со таа млада генерација што веќе направивте смена на генерациите, вие да влезете во Републичка лига? Да. Тоа ми беше зборот. Благодарејќи, тоа беше утакмицата во Валандово, беше бити или не бити. Ако ја добиеме утакмицата, Рудар влегува во Републичка лига. У историјата, у аналите запишено. Ако не. И на таа утакмица јас давам гол од слободен удар. Сигурно е било 11. преку 25 метри. Ја не се сомневам у тоа. И тоа беше една страшна еуфорија. Градот славеше, јас знам 2-3 дена сигурно, па може и повеќе. Трај да не чујат младите. Да не чујат младите како се е славило. Впрочем, влегувањето на Рудар во Републичка лига се роди едно големо ривалство меѓу Осово и Рудар. Се сеќам дека токму надпреварите што ги игравте во Кочани, бидејќи ретко имав можност да одам за проби Штип, да гледам меѓутоа надпреварите што ги имав те играно во Кочани, некој да беше преплатен ти на Осово да му даваше голове. Ако се сеќаваш на еден надпревар, играше се за Осово играше покојниот Драганчо Михајлов Дрганицата. Да. Тој даде 2 гола на Рудар од Пробиштип, се играше тој куп елиминацијски систем, Рудар победи со 6-2. Знам, ти даде 3 гола, Блаж даде 3 гола. Да. И како сега ми во сеќавање бранеше Балтазаров, јас баш пред 2 емисии кои ми беше гост, ја начнав таа тема и го прашав дали се сеќава на двата твои гола што беа, може да кажем, од 30 метри. И тоа што кажуваат србите, ураклите, у ќошите. Види, кога дојдов во Кочани, повеќе таму бев шпиц во нападот. Меѓутоа, тука еден период имаше дека треба фудбалери кои во средниот ред од Осово па важеше како екипа која има добри центарфорови. Да. Ангелов. Тоа веќе го тоа- анализираме вешто враќање значи у Кочани. Да, во Кочани. Любе се вработи ти кога дојде во Кочани, мислам дека се вработи. 75-та година Да. Славчо, татко ми си поминува и јас доваѓам тука, мајка ми сама беше и тоа беше една преокретница. Иако мислев дека ќе направам добра кариера, уште можев бев на пазарот, така да речам, ценет. И имаше клубови што Брегалница, Штипска, Пелистер, Битола, сака да ме видат во своите редови. Да. Победа. Едино Вардар немам. Покана. Дури и у Белград ме праша зашто Вардар нема покана, да. Така, со упорна работа, со тренези, имав стварно изграден добар удар и со лева и со десна нога. Вие ги се спомнувате тие голови. Јас, мене ми е многу драг еден гол на Беласица и на победа за куп исто елиминиравме 3-2 на пенали. 3-2 ја победивме, третиот гол го дадов. Тодоровски бранеше, ако се сеќавате, еден извареден голман. А овој Ѓоргиев после кариерата ја продолжи во Грција и у странство со Беласица. Исто слободен удар, али од подалеко со лева нога и вашиот колега Бошко Трпевски, исто Зет Кочански, у тоа време беше Сега водител на водител Сител на Спорт. Сител Спорт. Има го фатено, правите сликата е како голо дзидо од позади и ураклите како лева. Во дневниот вестник на вечер на средната страна беше. Стварно тој ми е гол како еден, да ти кажам, од најмилите голови во кариерата. Любе, ти во Кочани почна да правиш, ајде да кажам, втора кариера, бидејќи беше доста ценет у Пробиштип и мислам и ден денес кој ќе си иде у Пробиштип и кој ќе се зборе, не можеме да кажеме ние ништо за Лјупчо Серафимов таму, него ќе кажеме само Жистено. Во Пробиштип беше познат како Жистен. Јас не сум те прашал, сега пред емисијата ти најавив дека ќе те прашам во емисијата да ми кажеш зошто баш Жистен. Па видите, тоа таму од повеќе не од фудбалските колеги, него од други другари што имав пријатели. Таму имаше исто едни големи боеми,
Ковајаги у тоа време сум ми личил на некој дали француски фудбалер. Жист Фонтен. Сега, дали за Жист Фонтен или не, важно, они ми завика Жистен. Тој е надимак, таму ми остана повише, тука во Кочини не го знаат. Не го знаат, па јас за тоа Да. сакав и во Кочини да го знаете. И кога ќе прашат некои или студенти во Лупчо Жистин го знаете ли, овој не, кој е тај и толку. А Тоа е Лупчо Серафимов надимак, во Кочини да. го знаат, а во Провишни Да. Лупчо Жистенов го Е, знаат, да. така. Лупчо Жистенов беше Да го разграничиме. Да, и беше доста популарен во Пробишти, па веќе ние се веќе вративме на твоето доваѓање во Кочини. Мора да признаеме дека кога дојде ти во Кочини имаше една изворедна екипа составена од млади играчи која личеше на клуб. Впрочем, јас еве и на камерата ќе ги приложам овие две фотографии да ги видат. Едната е сликана пред 1 мај Пирот, конфекцијата, продавницата за конфекција. Сите играчи бевте облечени во костими од 1 мај. Кога ќе излезевте од автобус на гостувањата, особено личише на клуб. Нешто поконкретно за организацијата што ја затековте вие во тој период. Видите, јас затоа викам особено од време било клуб и ќе остане ми. И тоа сега е во тешка криза и ово вие што го покажувате. Во тоа време на ниво на Република, мислам дека освен Вардар, друга екипа немаше да има клубски одела. Оделата спонзори ни беа 1 мај Пирот, Кошулите? панталони, палто, конфекција реномирана, кошулите беа исто конфекција, елегант Гевгелија, сега не знам дали постои, али една врвна Македонија у тоа време. Кај отидовме, кога гостувавме, секој играч мораше да го облече оделото и патувавме најдобри автобуси, најдобри облечени фудбалери. Сега што не покажувавме најдобри игри, тоа е вината на друго место се. Не е вината од Меѓутоа, имавме добра екипа, забележителни резултати, публика не сакаше, доста бевме посетени. Така да... На фотографијата тренер е тука Диксон. Мислам, да, Диксон е Да. тука, го има. Покоен Јовановски. Да, Јовановски. Тој може да има 10 години како почина, може и повеќе да има. Во Ниш живееше. Дојде и направи нешто, внесе нешто ново. Големи новини големи внесе. играч, да. Еден дух. Меѓутоа ти во Кочини немаш работено само со Диксон. Мислам дека и со Педанот имаш работено со Бранко И со Педано, и со Божич, Божич. Прела, во Саса со Пурич. Од овие што беа во Осого што ги наброевме. Валентин Бобришев. Да, Валентин Бобричев од Кочини. Збориме за овие од страна што доваѓа. Дали тие доваѓа чисто професионално или како сега што се оди ради реда? Зборот ми е дали како играч од нив нешто имаше научено. Видите, иако бевме аматери, имавме обврска, имавме доста јака управа. На организационен план беа врвните луѓе на градот. И тие го водеа клубот. Се директори на фирма. Се директори или председатели или секретар на извршен совет. И ние не можевме да си играме со нив или да ги мајтапаме или да ги лажеме. А они бара од нас дисциплина, ред и работа. Работа, ред и дисциплина. И ни овозможуваа врвни стручњаци да не тренират. Благодарејќи на тие стручњаци, ние постигнавме нешто. Доваѓаше публика за таа парцел, публиката имаше каде да оде. Дојдеше недела, река на луѓе, завршуваа на пардон, на градскиот стадион, Сега Никола Мантов. сегашниот стадион Никола Мантов. Имаш у тоа време од Саба или гледа ракомит или борење од 10, попладнето беше резервирано за фудбал. Љубе, прескако зборувавме за Провиштип, реков дека таму се роди големиот тандев Игнатов Серафимов. Меѓутоа во Кочини со кого се најмногу служуваше така, најмногу имаше добра комуникација во нападот? Па видите, ја бидејќи бев во Некој нападот, особо имаше секој врвни играчи. да. На тренизите работев техничко-тактички елементи во парови кои се работи во тројки со Лазо и со Драганчо. Тука кој е бил Михајлов, па и чимката некој пат или зависи какви ќе бидат варианти. Али изборам Лазо кој играше десни бек, беше еден остар, може би некој го вика и груп, али имаше добар центаршут. Рашков, Лазо Рашков, да. И со мене ми одговараше на тренизите да работам со него затоа кога доеше
време на утакмица, јас знаев дека ќе иде неговиот центаршут. И на тренизите фаќав многу добри волеи. Тоа е што сам съм се дивил голови да дадеш. Тренинго праја утре, знаеш на утакмица каде треба да бидеш поставен, без топка што го барат сите тренери. Тоа не е фудбал само топка кој имаш у себе. Гледаме на Барселона, еди Манчестер како играт. Него повеќе фудбало се трче, да се отвориш и на времето, знаеш дека он од кој, ако е поблиско до корен знамето, треба на прва статива да идеш. Ако е поблиско нека 16-терцо, треба на втора статива. Така оде тоа работа. И сега тоа е инстинкт, тоа е вроден некој пат. Сами знаеш да се поставиш во прав момент на право место. Така да имам давано голови со глава. Еве има една досетка, вие Кирови познат, питате го Урош Петровски ко Мик Торбаков, Данчо, кој беа страшна екипа. Торбаков, Палич, Узунов. Да. Кога се врати во втора лига, Пробештип мислеа дека ќе добијат од тајме со глава голи дадов. А замисли центархалфови, Гелевешев голман 2 метра. 2 метра висок. И се чудеа да го прашаш господино Ефремов, Компос. Хиро. Да. Па ќе опрашам да ти кажам јас. Со него сум у неделата сигурно по 2-3 Тие часа. беа пријатели на него сите и после вика како бе тој пионот ви даде гол со глава бе таму. Или да Данчо Торбаков после требаше тука да дојде. Заедно треба. Татко ти Ѓорги рековме ти ја скрати можноста да заиграш во Партизан. Бидејќи сигурно можеби оној талент што си го имал и со твојата надоградба со тие врвни стручњаци што беа тогаш во Партизан, дека можеби ќе си направил кариера. Меѓутоа тоа е се предпоставка. Можеби не. Еве, пак да кажам, прераното поминување на твојот родител беше причината да се вратиш во Осогово. Значи, да почнеш во Осогово да играш. Меѓутоа ти неколку остана, иако имаше доста покани, како што ги набројат и од Брегалница Штип, и од Пелистер, и од Прилепска Победа, сепак остана лојален, односно верен на Осогово и ја продолжи твојата кариера во Кочани како тренер. Имаше храброст во твојата кариера, колку што ја следам. Бев 2 години во САС. Во САС. Миновково беше која водеше Јордан Минов. Како играч? Како играч, да. Јордан Минов беше тренер во САС, но една прилика за разговор, да ги појачам, и Благој Досев. Тие ги беа тренери таму. Останав 2 години таму. Добро. Тоа е после војската. Гледаш ја тај период. Тоа сам го испуштил у мојот чип горе, не сум го ставил. Меѓутоа, добро е што, еве, и преку емисиите јас нешто ќе научам некои нови сознанија, ќе добијам за вас. Бидејќи на мене ка ми беше гордост како навивач на Осогово, бидејќи нелеко ќе те однесат на 5 години возраст на тој терен, а тоа е 60-та година. До сега 52 години дојдеш на тој терен, колку да не го сакаш тој клуб, ќе го засакаш. Самата пост. Беше ми гордост во понеделници да идам да купам меѓу првите спорт или Нова Македонија, да прочитам Осогово оцените на играчите, односно на сите мои пријатели, какви се биле. И исто така бев горд што многумина од вас продолжија кариера во Осогово како тренери. Еден од тие тренери токму беше ти и ја те паметам како тренер со малку поголемо срце, поголема храброст, односно да кажам пргавост кај тебе да внесуваш во екипата млади играчи. Па точно е тоа. Кариерата по завршување на фудбалската кариера ја релативно можев уште да играм, меѓутоа не сакав да ме паметат по лоши работи или по... На време се откажав и почнав да се занимавам со тренерскиот позив. Бев амбициозен од почетокот, сакав да работам, бев уште во кондиција, знаев што треба за еден фудбалер, како да биде припремен и физички, како да на техничко-тактички план да стекне техника, ударите да ги совлада. И тоа ми беше една голема желба да го пренесам моето знаење на помлади категории. Јас исто кога станав тренер, имаше и постари фудбалери, меѓутоа немам со сите сум имал разбирање, иако важев за еден од кобајаги тренери, нервозен или пргави. Така да, меѓутоа се си има свое. Јас давав очит, мораш одговорноста ја носиш ти, која води екипата.
Така да со управата морам да бидам на релација која што ќе одговара да бидат задоволни тие, а јас со успесите на играчите задоволни и тренерот и управата, а и самите фудбалери. Иако тоа време па зима и по некој хонорар кој не беше за подценјување, по една пола плата или минимална плата сега што По формирањето на Македонската фудбалска лига во самостојна Македонија, мислам дека беше на клупата што ја го водеше особено кога го совладавме Вардар. на 2 пати. И тоа е еден посебен белег дава, бидејќи скопјани беа научени да не губат во Македонија. Они мислеа дека уште го имат ретмо што го имаа во Југославија, по ајде да кажам тоа клишето братство, единство, да секој пат од сека република имаше по еден представник барем од тие клубови. Вардар навистина покажа и докажа у југословенскиот фудбал дека е голем тим, меѓутоа не можеше да се помири со судбината кога остана да играе на ниво на едно државно првенство Македонија. Јас мислам дека тој му беше прв пораз од Осогово у таа самостална лига. Па да. Ева. А тоа ми беше зборот. Сега Славчо, вие ме подсетувате на тоа. Во тоа време имаше нели здружение и на тренери, како што има здружение на прволигаши. Тренер на тренерите беше председател Мирко Наджаков. Мирко Наджаков ја има гледано утакмицата и го има снимано голо. Во понеделниците се собирааме во Скопје. Мирко Наджаков многу пофални зборови даде и како се паднат, како е голо паднат. Покојниот Димовски го водеше Вардар. Да, у едната прилика, а у едната другата не можам да се седам, Стефчо Јагамев па има дадено гол. А за оваа првата Благојчо Димитров. Покојниот Тенев у 3 потеза од голман, Тенев дијагонала рајката, Благојчо Димитров и влегува во 16-терец и по земја да постигнува гол. Седев со стариот Илија во понеделникот, уште не му беше јасно како ја има изгубено утакмицата. Меѓутоа, честиташе човекот, дури се почастивме. Така да има срце, има желба да ги мотивирам, јас сакам да ги мотивирам фудбалерите пред секој надпрва, без разлика дали послаб противникот, многу потешко е да ги мотивираш кога си игра со послаб противник. А подобро се мотивира кој е противникот појак. Еве, јас мислам дека некои играчи што имаше храброст да ги внесеш како млади во првиот состав, ајде Синти Ѓорги ќе го става малку на страна, еден Зоран Тодоров, да, што сега моментално игра у прва југословенска лига, да, прва српска лига, прва српска лига, еден извореден играч. Прек минатата година играше финалето неговиот клуб Галеника, Лига Земун го играше финалето против Партизан. И имаше настапувано до тој надпревар и остави многу силен и добар печаток, меѓутоа има некои малери со повреди. Точно. Имаше храброст да го ставиш во игра, по мене еден заден играч за врска, сега што може да играе и што може единствен играч по мене што може од втора линија од втор план да даде топка напред, тоа е Темелков. Темелков и ја мислам дека имам го офрлено и Љупчо Димитров, званиот Джинс. Да. Ако се сеќавате. Исто и он релативно млад почна заден везен. Джинсу у Осогово стана. Јас и Ѓорги, Синти и Джинсу, тие не сакав да ги спомнам намерно Темелков спомнат. Темелков направи добра кариера еден период у Силекс. Да. Беше добар играч. Добре, после по десен бочен. Да, десен бочен играше, сега игра како задни. И коректор игра, мислам, и дека таков играч може од тај калибар му токму фали на Осогово сега. Сега му фали, ама сега момчето е зрело сега, а тогаш не беше зрело. Он мисли дека во тоа време вреде околу, татко му ми викаше дајте 100.000 перо марки ако имате, задржете го. Ја викам нема што со мене да разговараш, има управа тука клубов и он затоа го одесе во Силекс. Мислам дека тоа беше доста потенцијал голем. Да. Голем потенцијал. Ти и твојата кариера, значи, како ќе обрнеме, како ќе завртиме, ќе заврши во Осогово. И сега, уште можеш да дадеш, меѓутоа времето е многу изменето, има сигурно у некоја друга прилика ќе разговараме што треба да се случи, меѓутоа мене ме интересира. Дали го следиш Осогово? Бидејќи те гледав
Осогово го следам, може би на утакмици не почесто, меѓутоа кога почнуваат припремиот период, стално, ево, конкретно за ова година, како влегува во втора лига, бев присутен дури и од Сабајле и по Пладне, и ги пратев тренизите. И бев доста изненаден од појачувањата што беа и почнах да една физиономија да добива клубови, мислев дека ќе ја вратат и публиката со нови луѓе, нова управа, ми се чини дека има да одберано. Тренер беше исто Крсте и не знам кои му беа помошници. Не е битно тоа, важно Крсте работеше со луѓето. Тренизите беа добро подготвени од Сабајле и по Пладне ги гледав. Секој ден ги пратев. Добро стартува, после тоа одма па нешто се јаве недокажено, револтки фудбалери, управата не си ги подмирува обеќањата. Нема го и малото, што го имаше едно време. Сега нема и мало. А сега без пари нема ништо. Да. Паралела, еве, токму затоа се навртив на ова прашање, паралела можеме да направиме сега од тоа време, меѓутоа ќе збориме за сегашното. Вие сите на некој начин градот и преку клубот бевте вработени, односно имавте обезбедено една екзистенција. И тогаш не се играше за пари, се играше за некои минимални премии, доколку некој сакаше да ви вети од овие управата, еве од КЕФ, направете некој резултат, ајде ќе ве почасти по некој денар, што не беше услово за да се оствари таа победа. Меѓутоа сега, еве и самиот рековте дека се е врзано со пари. Осогово сега се наоѓа во зоната на испаѓање. И многу тешко дека треба некои многу големи напори да се направат за да се остане у таа втора лига, бидејќи реално да збориме малку и, ајде да не кажем и судиите, меѓутоа некако Осогово не е милиник на не само Осогово и екипите од источното, од федерацијата не е милиник. Тие повеќе преферираат према екипи од Скопскиот регион и од западниот кај што има пари. Знаеме таму дека клубовете се добро ситуирани. Кога би бил ти, еве тренер на Осогово сега, или, ајде да кажеме, член на управата би бил. Што мислиш дека е потребно да се направи за да клубот на организационен план се зајачи и да почне да функционира? По моје мислење, мислам дека прво треба спортски работници кои се ентузијасти, кои сакат да работат, да го губат слободното време, а секако и добри спонзори. Меѓутоа сега, не мора, ако сам ја, например, спонзор, а не се разбирам, не мора јас да бидам тамо, нека се изберат луѓето, клубот ќе се избере набивачи, и ти ќе ставиш еден човек твој во кој имаш доверба да контролира. Да се врши контрола. Што во ово време ние кој бевме, нели се трошеа пари тогаш? Исто се трошеа пари. Патувавме за Охрид од Сабот, спиевме. Меѓутоа имаше фирми спонзор. Ќе биде фабриката за целулоза и хартија, ќе биде треска наредното патување, па печатница, па Јуло Тутун, па задругите. Така да и у тоа време се трошеа пари. На фудбалерите да и се плате барем минимално хранарината во месецо, ручек пред утакмица, спортска опрема. Сега си купуваат сите сами. У тоа време клубо, зашто вие го покажувате ова сега? Личи на клуб. Сега ја ќе имам една опрема, гаки, плави, оне бели, ја ги гледам на тренизите таму. Не е убаво тоа. Клубот треба да се биде една боја таа што ја има, да се знае дека зошто навивачите прават шалчиња, капи, реквизити, шишири, што ти знам таму. Бојата на клубот е символ и на секој фудбалер у срцето му влезе тоа. Лебе, дали мислиш дека у Кочани во догледно време ќе се најде некој што ќе земе еве Види, ја мислам дека од бизнисмените, извини што ве прекинувам одма, има, меѓутоа они треба да си ја знаат сметката, они може тоа да се договорат со управата. Ако искочат еден до 20 фудбалери доста, од продажбата на тие фудбалери, он си го враќа влово што е што го внел во Осово. Па фала Богу. Меѓутоа не. Јас си со многумина кога разговаравме околу таа фамозна котизација која се собираше со некои бизнисмени што имаме разговарано, свесно имат луѓето кажано, глеј, вика ние ќе дадеме, ќе помогнеме. Ајде, може денес за мој атар, утре за твој и киде некој да побара што го познава. Инцидентно тоа. Или да, тоа е инцидентно.
И тие, вика, тоа са фрлања пари у бунар. Бунар. Сигурно и извор на приходи тука треба. 20 години, Македонија екзистира како самостојна држава повеќе од 20 години. Ние, јас стварно, може би сум и досаден на моите гледачи, моите драги гледачи, што мислам дека со внимание ги следат сите овие емисии, со тоа што го спомнат тој фамозен закон за спорт. Државата не најде засходно за 20 години значи, да донесе еден закон за спорт, точно е тоа. со кој што ќе бидат тие фирми на некој начин заштитени. Или ослободени од тај... Да, не може сега он да дава и за спорто пари, ама и на државата целиот данок да го плаќа. Значи не треба некој бенефиција да има. Тоа го кај нас имаше само, иако и тогаш се даваше и даноците и, кој беше Атом, Асо Божиновски, кој беше председател, ако се сеќаваш. И ја мислам дека најголемите успеси беа и клубов личеше што многу клубови у Македонија и побогати од нашата општина сакаат да има таков председател. Па Арсо беше поставил една основа, беше направил една да се доградува и еден професионализам беше уведен у клубот. Јас со Миновко разговарав во емисијата, токму и тој го сличното твое мислење деле дека тогаш тогаш што се го бил прв пат професионален клуб. Да. Беа се доведели играчи од страна што недостасуваа на екипата и да се даде на еден борец 10 гола, збориме у една такмица тоа е капа да симнеш и на играчите и на тренерот. Меѓутоа, јас те прашав дали мислиш дека во догледно време во Кочани би се јавил некој што би имал храброст. У овие услови не. Меѓутоа, ако се донесе тој закон за спорт и да има некои бенефиции, би се направило нешто. Ја мислам не е касно никој пат. Меѓутоа не треба да се чека последниот воз или да се изгубат сите надежи, оти ден из ден и што ќе се јават некои млади фудбалери, ја и сега гледам нашите што ги имаме од тука бегат каде има подобри услови или што и нудат подобри услови, што е нормално. Да. Тежок е животот сега. Тука во Кочани ја мислам дека прво треба да се за градоначалникот. Моје мислење е дека градоначалникот треба да се замисли. Како може еден град не финансира ни еден спорт или дава инцидентно што викаш ти ќе ми даме, ајде, ќе бираме спортиста година, дај 10.000 таму или ова. Тоа е огледало на еден град е кој го представува градот. Градоначалникот не го представува само. Не збориме само за овој градоначалник и бившите што беа. Да. Имале подобри амбасадори од спортисти. Кој го представуваше градот? Кога станеме новинарите, вие го прво Драјица Веселинска покојната. Пушти радиото, она одма за Кочани ќе ја каже новината која е, што е, таа исто е еден спортски колега ти беше покојната Веселинска. Да. Така да Кочани сега нема кој да каже колку степени е во Кочани. Кочани од град што му се дивеа, Кочани запаѓа една апатија, една како да кажам. У град на стари луѓе ќе стане Кочани. Стари луѓе, младина, нема бегат настрана. Ние не ги бираме тие луѓе, само тие. Они треба да мислат за овој град да има Балкан. Дека е Балканец, прва лига, борење, репрезентативци Спартак. Да. Кочанчанка, прва лига, ракомет. Шампион, па и земи, ево, агроопрема, кошарка, прва. Ама со приватен капитал. Да, со приватен капитал. А оние што беа со државен капитал, тоа за жал сега го нема. У спортот беа малци јавното предпријатие, Водовод ми се чини на Спартак беа до лани или. Добро, и сега Водовод доста го помага особо, бидејќи одржува го теренот. Мислам има една добра корелација воспоставено. Помага го, знам дека градоначалникот оваа година ги помага особо со патувањата, им ги покриват некои трошкови. Меѓутоа тоа се сепак да кажеме инцидентно да идеш да се молеш и да преговараш и со градоначалник, ајде да не збориме се за градоначалници. Меѓутоа со некои луѓе што се на функција да се молеш да збореме. Мене ми беше зборо за, значи, не гледаш во догледно време дека може некој Кочани, ако се сменат овие работи сите, да се донесе тој фамозен закон за спорт, дека некој би сакал да вложи во едино ако се нафанат од бизнисмените, двајца, тројца, кои го сакат фудбалот. Ја, например, мислел сам порано дека еден Донев можеби ќе загриза да го земе клубот. И пак беше поуспешен бизнисмен. Драги Здравков Ледеров звани, и он нешто мислав дека се од страна е,
не да загриза да го земе клубот да си биде негов. Или да покуша да Добро ни сега некој го пат одржува клубот, нема, да? во секој бизнис има ризик, така ли? Да. Фудбалот е сега голем бизнис, голем пазар, али највише пари има. Лишијата на кладилница имат ризик, што ги потпунуваме. Не, чекаме за 5 динара да земеме многу пари, ама гледаш се викаме се таа за една. Допата, Познавач си на приликите у целиот овој регион со фактор што имаш настапувано у Пробиштип, имаш настапувано у Осово, ми кажа сега. Гледаш, јас тоа сум го испуштил и во Саса 2 години имаш помето. Имаш како тренер работено исто во тие клубови. Да. И во повеќе други. Меѓутоа имаш сигурно некое твое изградено мислење дека овој регион дали има уште таленти како што има, бидејќи понапред талентите за фудбал во овој регион никнуваат како пеќурки после дожд. Види, сега е потешко, сега децата имат повеќе други забави, интернети, кафе клубови, па и ми се чини дека прво покушаа, ја мислам и дека у поново време, нели, со тај мали фудбал спортови, олимписки спортови што и малиот фудбал, Да. футсал, поголемиот што е популарен, сега го гледаме и у Хрватска. Меѓутоа, и тоа беше со краток период. Дури, ја па имам забележено, ако некое дете отскокнува, може би тие наставниците, што ги се, да не речем професорите, па не ги дават да одат во клуб или да го сменат бојата на клубот, или ако иде у Штип или у Скопје да... Така да, не знам, многу модерно време, а се оде напред, а кај нас стагнира. Спортот стагнира. Добро каже една работа, дека младите имаат друга забава, дека немат спорт, меѓутоа јас сепак мислам дека се уште важи она правило да во ова време, ако се вложува, ако има некоја сигурност играчот да добива некоја пара, бидејќи има таленти, има играчи, сами рековте дека за втора. Тоа е неоспорно. Јас ги гледам и викам, јас одам на стадионот, гледам, масовност има доста голема. Ја го гледав и Миролајски, не Миролајски, ово Голчевски, тренерот на младите во Осово. Па имаше преку 30 деца и има. Летото, значи август месец. Што значи масовност има, али Дени Манчовски, мислиш? Дени Манчовски, Дени Манчовски, да. Любе, јас слободен сум со тебе и би сакал така нешто да и приватно би те прашал, бидејќи сакам и мислам да искористиш. Да му даде многу на овој град, и како фудбалер, и како тренер. Дали некој ќе се сложи со моите констатации или не, тоа е негово субјективно мислење. Меѓутоа, ово е моето мислење, јавно го кажам. Меѓутоа, ти дочека, како и многумина во овој град, пред време да заминеш од работа, што секако те боли. Дали, ако сега се изнајде можност да го повикаат Лјупчо Серафимов, да работи за некој одреден хонорар, нормално, никој без пари не сака да работи, да дојде во Осогово да ги учи младите да играат фудбал. Дали би се нафатил Лјупчо Серафимов на овие години? Па види, Славчо, ја со млади немам работено. Мислам, целите, како што имат некои почеток, е со подмладок да работат. Јас сум без искуство, бев во Горни Пола првото кариерата, таму ја почнав. Меѓутоа, ако е помал клуб, беше во регионот, меѓутоа да си стекнам јас едно искуство. А желба ми е било, можев и да отворам школа по престанувањето и на тренерскиот позив и се. И ми викаат доста пријатели, меѓутоа едноставно живци снемав, да ти кажам, искрено. Ипак треба да биде стрплив, со тие дечиња треба да се работе доста педантно. Али, кеф ме е да су бил, ја мислам и еден период се беше откажал скроз да не работам со фудбалом, меѓутоа кога гледав на една генерација, на мојот син генерацијата, доста добар подмладок, и баш игра со Беласци, со Вардар, турнирче некој е тука, и дојде и еден Томе од Струмица, добри пријатели стар, дури и од мене постар, а уште работеше со млади категории. И он ми ја врати вербата во фудбал, дека ме праша дали работам. Не,
И тогаш се вратив. И не се кајам што се вратив. Има после изваредни луѓе, деца, фудбалери, што ги гледав како напредуваат и ми беше и мене задоволство да Значи сега не би се нафатил да... Не, сега, али само со млади. Па тоа ми е на мене, кај со млади дали би се Нешто нафатил. онака да можам. Инаку, како... Оте види тренера, јас сум бил тренер, јас го водам тренерот. Знам колку да се дозира, колку да се припрема и на физички. А не сега, ја ќе оставам на ова и така се работи у денешно време. Меѓутоа, пак ќе видам недостасува кондиција или снага, експлозивност. Мислев дека у тоа време знам што му фале на кои играчи, ако ми покаже слабост на утакмица или контролната утакмица у четвртоци што ги правевме, и знаев дека кој колку е припремен, например, или колку може да пруже со наредниот противник. Сега, нормално, некој пат спрема противнику и играчите се состават. Можда најстандардниот го изоставиш, не му иде со таа екипа, или како ние едно време Балкан, дресовите да ги закачи, тука добиваш утакмици. Значи, сепак имаш желба да работиш. А јас ќе те држам за збор и ако се отворе школата на Хајдук у Кочани, бидејќи има шанса, јас сум у преговори со некои луѓе, да отвориме таа школа на Сплитски Хајдук, тука како што има Партизан во Беласица, ќе можеме да разговараме на таа тема, Лјупчо Серафимов да го вратиме во, ајде да кажем, во фудбалот. И за крај, пред да завршиме емисијата, моите гости претходни ги пропуштив можеби тие моменти, меѓутоа да те прашам. Која ти е најдобра утакмица во животот, која ти е најслаба утакмица во животот? И како играч, и како тренер. Па види, тоа да издвојам, не сум толку размислувал, меѓутоа најдобро ми е била, ја мислам, еве, пак ќе се вратам на ово преска што го спомнав, голов на со Беласица тука во Кочани, на Ѓоргиев. И со победа, а најслаба имам у пробешти по одиграно, исто против Беласица имам промашено пенал. Тоа Беласица у тоа време се Кулов со Ѓоргиев, Митко, со страшна екипа и имаше, да. Ама неискусен и ја пенал шутирам на резултат 1-1. Клизав дошт истура, со Фелшија шутира, Фелшо не фаќа на мокра топка. Да, статива и ја изгубивме така. Како тренер? Како тренер имам доста задоволство, бие што спомнавте со Вардар. Со Вардар. Па ги имаме бие спомнал како тренер исто ми се со Борец тие 10 гола со Миров тогаш заедно бевме. Најслаб? Најслаба, ја мислам, изгубивме за куп у едно село тамо, кај у Охрид, Охридските села, како се викаше и клубо, не го знам. Воска. Воска. Да. Не, Воска, а тебе 10 ден, ја тебе Не знам како се викаше, имаше еден наш, тамо е уште, сега не знам дали е жив, командир беше на полицијата, таму не пречека, ова е Ашмето. Да. И изгубите, а? Тоа ми е, да, најболно ми е било. Љубе, јас, еве, мисијата со тебе ја почнав со овие две фотографии, бидејќи само тие ги имам у мојата архива. Надевам се дека после овој разговор ќе добијам од тебе фотографии, ќе ја збогатам мојата колекција, бидејќи има... Нема да забравам, ќе потражам по мојата архива, ќе ви давам... Сега има сигурно преку 250... Може би и за други гости што ќе видат и они ќе евоцират спомени од тие. Имав доста, кодевме на припреми фотографии, има и така да... Ќе те држам за збор. Излезам во сусрет. Јас сакам да ти се заблагодарам, еве, што изнајде време, иако знам дека денеска беше навистина презафатен, имаш дома и мајстори што треба да работи се, да. Изнајде не можеше да ме одбиеш, да дојдеш во емисијата, ти благодарам што беше гостин во мојата емисија. Благодарам и јас на вас на телевизија, а посебно и на тебе како водител. У секоја прилика кога имам време, кога сум слободен и што можам, моето богато искуство спортот сакам да го пренесам. И на ќе те поканам и во некоја наредна прилика, се надевам дека се дружиме. Почитувани мои, тоа беше емисијата на Разговор со Џони. Денешен мој гостин беше Лјупчо Серафимов, ајде сега да кажам Жистанот. Пред емисијата не сакав така да го представам, меѓутоа ја кажа тоа и вистината. Ви посакувам пријатен викенд, ви посакувам добро здравје, да сте ми живи и здрави и повторно да се видиме следниот петок во истово време со некој нов гостин. Се надевам што исто така ќе го задржи вашето внимание. Довидување.